Одбележан денот на здравата храна во детските градинки во Штип. Организирајќи работилница заедно со родителите, дечињата, родителите, пензионерите. Да приготват храна која што ќе е здрава, а исто така и храната која што е овде гледате ќе биде доделена од наша страна на социјалци. По овој повод мајките и бабите ги засукаа ракавите, па на денешниот ден донесува многу нутритивно богати јадења. Донесов пченица варена и донесов пченка со пепел на старовремски начин, варена и миена без љушпи. Погачки. Како ја направите погача? С млеко, брашно, квасче и се сука една кора и се сече. Целта на настанот е децата да научат што е здраво за јадење, навика која се стекнува уште од најмала возраст. Уште од дома би требало да ги поттикнуваме дечињата здраво да се хранат и на тој начин да им помогнеме да се снајдат во светот денес кој што им нуди нездрави храни. И повеќе гледаме здрава храна да биде варена, избегаваме печено, пржено, белото брашно треба да се избегава. А колку реално дечињата дома се хранат здраво? На мене ми дават краставици, ми дават млечиџан, ми дават ми и салата, и дават ми морков, банана, овошје. Здрава храна е за здравето наше. Супа, лекја, патличанте, тоа јадам. Тавичка ја јадам, морковче, патличанче и влага и лута пипе. А колку во градинка? Во однос на исхраната во детските градинки, значи точно постои правилник за исхрана кои се нутритивни вредности треба да ја содржи исхраната во детските градинки. Кај нас градинките во општина Штип значи се придржуваат до овој правилник и се застапени точно сите вредности кои што се пропишани според правилникот во исхраната на деца. Во македонска каменица, освен родителите, готвеа и дечињата. Ја сецка овошната салата, а други дечиња секако ги правеа, ги печатираа овошјата и зеленчуците на своите листови од блокчињата. Освен во Штипските, ваква слична активност по повод Денот на здравата храна се одржа и во Карбинци.